Во Македонија секоја година умираат околу 40 жени од рак на грлото на матката, додека над 350 годишно се лекуваат на Универзитетската клиника за онкологија. Вели Борјан Павловски од Сдруженијето за емансипација, солидарност и еднаквост на жените во разговор за Утрински печат. Според него неопходно е итно да се зголеми буџетот на програмата за скрининг на оваа болест. Во реалноста организиран скрининг можеме да кажеме дека реално не постои. Бидејќи подоците што се од годините пред пандемијата до 2019 беше дека само 28% од жените беа фатени со овој скрининг, што воопшто не е доволно, бидејќи земјите на Европската унија бележат опфат со жените со скрининг над 75%, што е и ефективен скрининг. Во годините на пандемијата состојбата дополнително се влоши, па така да во 2021 година само околу 22% од жените беа фатени со оваа скрининг програма. И сега ние, нашата реакција конкретно сега што ја испративме до јавноста е тоа што програмата за рана детекција на малени заболувања буџетот е намален за 2023 година за 2 милиони денари. Од една страна, значи, подоците што ги разгледуваме ние со годините наназад е дека смртноста е останува иста. Овој карцином рак кој што прогредира споро. Значи, потребни се години за да премине во напредна фаза и да дојде до смртен исход. Така да ние практично последиците што ги гледаме оваа година, колку жени се починати од овој рак, се доложи на тоа што немаме добро организиран скрининг веќе 7 години назад. И тоа што повторно ќе нема доволно буџетски средства, пак ќе немаме добро организиран скрининг и низ годините што следуваат повторно ќе бележиме смртни случаи на жените, ќе видиме дали ќе бидат зголемени или ќе останат исти, меѓутоа што остануваат исти е доста високо и треба да има тенденција да се намалуваат. Европската унија веќе има зацртано цели потполно да се елиминираат смртните случаи од рак на грлото на матката преку скрининг и преку вакцинација против ХПВ. Ракот на грлото на матката е чест карцином кај жените на возраст над 35 години, а 75% од карциномот на грлото на матката може да се спречи со методите за превенција.